Добро вечер. КОД ги има податоците за примената на посебните истражни мерки и тоа не само за минатата година, туку за целата измината декада. Колку пати јавното обвинителство или судовите побарале од ОТА да бидат применети? Го следиме понатаму случајот Соравија, која што е во стечај, односно Соравија Инвест на Дрин Ахмети. Го следиме и судењето на палењето на куќите во Поречието, која е во завршница. Затоа, останете со нас. Прислушкувањето и следењето е уредено со закон и е чувствителна тема. Јавното обвинителство ги објавува годишните извештаи, па ако гледаме една деценија наназад, ќе видиме дека мерките најмногу се користени во 2023 година, кога имало 87 случаи, а прислушкувани заради утврдување на кривична постапка биле 416 лица. Според извештајот од лани, во вкупно 44 нови случаи имало примена на ПИМ врз основа на наредба издадена од судија на претходна постапка или јавен обвинител, а 4 се наследени од 2024 година, па вкупно 49 случаи има на примена на мерките за прислушкување. Случаите во кои се применува прислушкувањето и следењето се различни од тероризам до убиство или давање подкуп, а и злосторничко здружување. Во 2025 година најконтроверзно и се уште не испитано е тврдењето на премиерот Христијан Мицковски дека бил предмет на незаконско следење и прислушкување, а овие наводи се уште се под истрага. Вака мислиме дека изгледа кога обвинителството или судот ќе наредат прислушкување кое се одвива преку оперативно-техничката агенција или скратено ОТА. Регулирано е со закон, а треба да се внимава да не се прекршат човековите права. Најтазе се случаите од оваа иланската година, како оној кога се употреба на така наречените ПИМ мерки во ноември лани, поради случај на примање мито и злоупотреба на европските ИПАРД фондови, уапсени беа директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Илија Стоилев, како и неколку други лица. Тој беше фатен со подкуп во рака со обележани банкноти. Оној кој аплицирал за да добие средства од фондовите бил уценет со мито, а вкупната сума која требало да се исплати била 50.000 евра. Стоилев не бил сам, туку група која требало да ја заврши работата за подкупот, а меѓу нив и поранешниот министер Џевдет Насуфи и вработени во Министерството за земјоделие. Сега се на суд. Европската унија ги прекина средствата за овие фондови, па повторно ги врати. Фото и видео материјали кои беа прибавени со примена на посебни истражни мерки беа презентирани во судот во случајот геријатрија и подкупот на обвинетиот директор на државната геријатрија Мусахин Арифи, како и Блери Мамити, вработен таму. Сведокот е снимен на повеќе локации во Скопје на средби со еден од обвинетите. Според обвинението, Арифи барал 20.000 евра за да прими во болница пациентка која била во тешка здравствена состојба, а посредник бил Амити. Кривичниот суд го осуди екс-директорот на 4 години затвор, а вработениот во геријатрија доби казна од година и 10 месеци. Според извештајот на јавното обвинителство, посебни истражни мерки се користеле и за убиство, покажување порнографски материјали, наркотици, перење пари, примање и давање подкуп, награда за противзаконско влијание, злосторничко здружување, тероризам, трговија со луѓе, со дете, криумчарење мигранти. Така во 2025 година вкупно имало 49 случаи кога обвинителството дало налог да се користат овие мерки, а 5 од случаите биле наследени од 2024 година. Бројот на лицата е 365, од нив само на 3 не им се знаел идентитетот. Од друга страна, ако се погледне споредбено колку овие мерки се користеле во изминатите години, според извештајот на ДИКАВ, најмногу се користени во 2023 година. Тогаш се опатени 416 лица во 87 случаи, а во 2019 пак имало најмногу случаи, 103. Анализата на ДИКАВ покажува и недостатоци од информации кога се во прашање употребата на ПИМ мерките.
Наведени се кривичните дела што служеле како повод за секоја мерка, но без наведен конкретен број на колку кривични дела секоја мерка била наредена, не се наведени податоци дали постапката е поврзана со гонење на организиран криминал, нема податок и ако од следењето не произлегле релевантни резултати. Кои се причините за тоа? А мерките според законот се следење и снимање на телефонски и други електронски комуникации. Или едноставно кажано, прислушкување. Таен увид и пребарување во компјутерски систем, тајно следење и наблюдување на лица и предмети, симулиран откуп или продажба, контролирана испорака, користење прикриен истражител и други слични мерки. Најмногу е користено прислушкување, тајно следење и наблюдување на лица, но и користење на прикриен истражител. Во овие извештаи заклучокот е дека нема детални податоци кои органи иницирале употреба на ПИМ мерки, туку има општа констатација дека во најголем дел од случаите иницијативата потекнува од МВР, а од обвинителството ОЈО-ГОК само иницијативно, но ги употребило и финансиската полиција. Јавното обвинителство почнува да ги користи мерките дури од 2020 година, а потоа во 2021 значително паѓа. ОЈО-ГОК почнува да се појавува како корисник дури во 2023, а во 2024 има значаен пораст. ОЈО Скопје првпат се појавува во 2024 година со минимално користење, само еднаш. Годинава од извештајот на јавното обвинителство може да се види дека посебни истражни мерки во 2025 не побарало обвинителството во Гостивар. ПИМ мерки може да предложат инспектори на МВР до обвинителот, но велат во извештајот дека се зависи и како работи обвинителот. Од друга страна, обвинителите сметаат дека прислушкувањето и следењето се прави доколку предлозите кои ги добиваат од инспекторите во најголем дел содржат оперативни сознанија, што се смета за задоволителни за одобрување на предлогот од страна на јавниот обвинител. Во ретките случаи на одбивање, главната причина е недоволна подкрепеност на предлогот со конкретни и веродостојни сознанија, особено доколку не биле обезбедени преку други претходно спроведени оперативно-тактички мерки или истражни дејствија, се вели во извештајот. Фокус групите со кои работел ДИКАВ оцениле дека е потребна, а особено добра координација помеѓу судијата на претходна постапка и јавните обвинители, а за нив проблем е доколку имаат притисок од брзината и итноста на постапувањето, времето на одлучување на јавниот обвинител и судијата на истражна постапка, 72 часа за оценка на барањето за прислушкување. Ако оној на кој треба да се примени мерката е во затвор или притвор, или ако локацијата е непозната, а особено ако не е познат идентитетот на оној кој треба да се следи. Мерката може да трае 4 месеци со можност за продолжување уште 4 и дополнително уште 6 месеци за случаи на тешки кривични дела извршени од организирани групи, банди или злосторнички здруженија. Тоа значи дека во пракса мерките може да траат максимум до 14 месеци. Продолжувањето на 4 месеци не се чести и укажуваат на селективна примена при комплексни истраги за случаи на организиран криминал, се вели во извештајот. Брзо постапување. Ова е забелешката која ја даваат судиите за барањата на примена на ПИМ мерките. Согледувањето на судиите дека ПИМ се бараат во многу рана фаза кореспондира и со мислењето на инспекторите од МВР, кои пак според нивното искуство забележуваат дека на обвинителите им е полесно прво да применат некоја мерка за да дојдат до одредени информации, на чија основа ќе ја насочат истрагата и ќе продолжат да ги собираат другите докази. Но сепак, забележуваат дека со оглед на тоа дека овие мерки се применуваат во истраги за кривични дела, каде брзината е клучен фактор и често пресуден елемент за успешноста на истрагата, судиите на претходна постапка нагласуваат дека чувствуваат значителен притисок при одлучувањето, но истовремено се свесни дека факторот време не може да биде на сметка на човековите права. Судиите на претходна постапка, но и судечките судии, сметаат дека во предметите за организиран криминал барањата вообичаено се подобро подкрепени и со доволно информации и сознанија, со оглед на тоа што и самите предмети се многу обемни и сложени, додека предметите од така наречен општ криминал не секогаш се доволно добро образложени и не секогаш даваат резултати. Судиите треба да се убедат добро дека ПИМ мерките се издржани. Различни се мислењата на јавните обвинители и судиите на претходна постапка за тоа дали треба или не да се навлегува во предметот. Обвинителите сметаат дека судијата на претходна постапка треба формално да постапи по предметот и да внимава да не се нарушат човековите права, а судечкиот судија
треба да навлезе во материјалното разгледување на предметот. Наспроти обвинителите, судиите на претходна постапка се повикуваат на законска обврска која им е дадена да одлучуваат за правата и слободите на граѓаните и при тоа го земаат предвид факторот дека ПИМ представуваат инвазивно навлегување токму во некои од основните лични права и слободи. Целиот процес има предизвици. Ова е заклучокот на испитаниците. А предизвиците се од технички карактер, како немање возила за тајно следење, немање технички капацитети за следење во реално време, проблеми со стабилност на линијата, начинот на обработка на транскриптите, кој одзема многу време, потешкотии на следење на лица кои користат софистицирани апликации, немање човечки ресурси или преоптовареност на кадарот, нецелосни наредби во кои недостасуваат информации релевантни за спроведување на мерката, нецелосен звук или снимка заради лош квалитет, нефункционалност на CD дисковите, неможност да се пристапи до аудио датотеката за постари случаи во кои постапувала поранешната управа за безбедност и контраразузнавање, а адвокатите на обвинетите бараат да им се обезбедува навреме и целосен пристап до прибавените материјали од ПИМ. Законот налага обврска кога во текот на примената на мерките нема да се добијат очекувани резултати, мерките да бидат прекинати, што доследно се применува. Колку чини премината на посебните истражни мерки, нема податок во извештаите на Републичкото обвинителство, но наведено е дека трошоци има, сума нема. Секако дека реално трошоците постојат со ангажманот на сите постоечки ресурси во рамките на јавните обвинителства, но нема параметар ниту посебни финансиски евиденции за посебна пресметка за примената на посебните истражни мерки. Од примената на посебните истражни мерки за јавното обвинителство не произлегуваат посебни финансиски импликации, велат тие. Имајќи во предвид дека мерките ги спроведува Министерството за внатрешни работи и тоа до обвинителството не доставува извештај за трошоците произлезени од примената на овие мерки. Така граѓаните знаат кој прислушкува, но не знаат колку државата троши за да прислушкува, следи, фотографира, снима или праќа тајни агенти за да дојде до информации. Во минатото издание на Код за шпиунската афера во кабинетот на претседателката Силјановска беше објавено дека две припаднички на Агенцијата за разузнавање биле на терен во кабинетот за случајот откако претходно е отворена истрага од страна на полицијата. Од Агенцијата за разузнавање со деман за Код за улогата на нивните припаднички и во него велат. Агенцијата за разузнавање негира дека нејзини представници биле повикани за дополнителна проверка и увид на местото, поврзано со така наречената шпиунска афера. Напоменуваме дека двете вработени во Агенцијата за разузнавање немаат превземено никакви активности, ниту се инволвирани во случајот, што беше една од темите на вашата емисија. Стои во демантот на Агенцијата за разузнавање. Тајно следење, прислушување, озвучување, правење на лажни фирми, посебни истражни мерки за борба против криминалот за која граѓаните не ја знаат цената. Финансиските импликации или финансиското чинење на мерките всушност не е објаснето или воопшто немаме податоци токму за тоа. Три пати имало обид да се отвори стечајна постапка за Тхор, фирмата на Дрин Ахмети, внукот на Али Ахмети. Но сите пропаднале бидејќи тој го презел долгот на лично име, преку уплата на пари во висина на долговите на доверителите. Иако има долгови и кон доверителите и кон УЈП, и на рапна стечајна постапка, Тхор и Дрин Ахмети отворија стечај на фирмата Соравија Инвест, во чија собственост е големиот деловен центар, кој порано имаше исто име, а сега е прекрстен во Валхала кулата. Во писмена изјава за Код, внукот на лидерот на ДУИ тврди дека морал да покрене стечај на Соравија, за да се спаси од побарувања прифатени од поранешниот бугарски управител на фирмата, на кого му поднел и кривична пријава до јавното обвинителство. А од друга страна, продолжува и предистрагата која во ОЈОГОК се води за начинот како е превземена Соравија од страна на Дрин, додека неговиот чичко беше дел од владеачката коалиција во Македонија. Внукот пак негира дека неговите економски потфати имаат врска со политичко презиме на лидерот од Зајас. Само 2 дена откако Код го објави првото продолжение.
Од новото истражување за Соравија и за Дрин Ахмети, младиот предприемач и внук на лидерот на ДУИ Али Ахмети до Скопскиот граѓански суд, пристигнато е барање за отварање стечај за фирмата во негова собственост, Тор Индустрис. Заведено е и одлучено на 31 мај и тоа е првата од 3 судски одлуки поврзани со стечајна постапка за Тор. Од друга страна, фирмата Тор, за која се бара стечај, е многу важна во друг, многу поголем стечај, во кој главен влог е големиот и на над 60 милиони евра вредност проценет деловен центар во срцето на Скопје. Тор, за кој се бара стечај, е најголем доверител, но со спорени побарувања во стечајот на Соравија Инвест, собственик на кулата Валхала, или порано позната како Соравија Центар. Но стечајот на Соравија сега е под прашалник, бидејќи главниот доверител Тор е под закана на стечај кој првично е одбиен, ама правната битка продолжува во второстепениот суд. Не е отворен стечај, односно запрена е поведената претходна постапка за испитување на условите за отварање на стечајна постапка на должникот ПТУ Тхор Индустријес Доел Скопје и тоа со решение од овој суд СТ 12/26, односно 24.4.26 година. Ова решение се уште не е правосилно, бидејќи е изјавена жалба против истото и предметот е доставен до апелациониот суд Скопје на одлучување по жалба. Инаку предметот е оформен по предлог за отварање на стечајна постапка над должникот ДПТУ Тхор Индустријес Доел Скопје, поднесен од предлагачот доверител Августин Антонов Ганчев од Софија, Република Бугарија. Исто така, од предлагач доверител ДПТУ Бибај компани Доел, Експорт-импорт Скопје, преку полномошник, поднесен е уште еден предлог за отварање на стечајна постапка на должникот ДПТУ Тхор Индустријес Доел Скопје, при што судот со решение СТ 51/26 од 15.5.2026 година ја запре поведената постапка за испитување на условите за отварање на стечајна постапка, поради повлекување на предлогот од страна на предлагачот доверителот. Според јавно достапните податоци во Централен регистар, првиот долг на Тор е преземен од самиот собственик Дрин Ахмети од Кичево, а според сознание на КОТ, по отварањето на постапката имало уплата на 725.000 евра на сметките на Тор, пари дојдени од Косово. Сметката на фирмата на внукот Ахмети сега е повторно слободна и одблокирана. За стечајот на Тор, Дрин Ахмети ни кажа дека постапката е затворена, но на прашањето за Соравија вели дека сам го отворил случајот поради тоа што забележал неправилности од директорот од Бугарија, но и сомнителни побарувања за долгови за кои немало докази. Соравија Инвест се соочи со неколку постапки на присилна наплата на побарувања од трети лица кои директно или индиректно беа поврзани со претходниот управител на Соравија Инвест, друштва во собственост на претходниот управител или на друг начин поврзани со него, поднесувале платни налози против Соравија Инвест. Управителот на Соравија Инвест ги примал платните налози и за истите не поднесувал ниту приговори, ниту пак во самата евиденција на Соравија Инвест имаше докази дека таквите побарувања се основани. На тој начин платните налози станале правосилни и извршни. Имаме искажано повеќе пати дека таквите дејствија се сомнителни за нас и иако благовремено се поднесени неколку кривични пријави за дејствија на претходниот управител, досега немаме сознанија дека јавното обвинителство постапува. Одлучивме да поднесеме предлог за отворање на стечајна постапка, во која постапка сите доверители ќе ги изнесат своите побарувања и во редовна процедура, нивните побарувања ќе бидат испитани дали се основани или не. Се разбира, во постапката за стечај очекуваме сите доверители да ги наплатат своите побарувања. Од обвинителството не добивме одговор за пријавата на Дрин Ахмети и Тор за бугарскиот екс-директор на Соравија Валери Русев Атанасов и дали има истрага по тој предмет. Од друга страна пак, преземањето на Соравија и Дрин Ахмети се уште е во предистрага и ОЈО-ГОК се уште чека податоци од САД за дел од парите кои се дадени за таа сделка. Во меѓувреме, бугарската прва инвестициона банка си бара долг за неплатен кредит од над 15 милиони евра од Соравија, Инвест во стечај, кој е отворен од самиот собственик Дрин Ахмети. Во целата таа стечајна борба,
код во претходните своји истражувања откри дека сопствеништвото врз фирмата, односно врз големиот деловен центар потпрем на ГТЦ, води преку две држави, но до ист сопственик. Дрин Ахмети пак во одговорот ни тврди дека неговите англиски фирми се чисти и отворени поради лондонската бизнис клима, а не да се скрие трагот на парите. Постојат повеќе причини зошто Англија, односно Лондон, е погодно место за организирање на бизниси. Главната причина е што Лондон е светска метропола која нуди многу можности за развој, а истовремено обезбедува сигурни услови за функционирање, односно држава каде владеењето на правото е неприкосновено. Се надевам дека и нашата држава за краток временски период ќе биде во состојба да рефлектира таква сигурност и можност за развој. Во меѓувреме Тор, на внукот од Зајас, ги преживеа првите атаци за стечај, но остана без лиценца А за изведувач на градба од прва категорија, која му е одземена лани и сега не може да се вклучи во оваа категорија на градежништвото. Но сепак работел во градежништвото преку други фирми во родниот град Кичево, на европски проект кој го добила азербејџанска фирма со лажна банкарска гаранција. Во одговорот до код, младиот Ахмети тврди дека и тој не е платен за работата и е измамен од македонската подружница на азербејџанската фирма. Во однос на вашето прашање поврзано со водоводот во Кичево и друштвото Акилик, ние имаме склучено договор со тоа друштво во својство на подизведувач. Од наша страна се изведени значителни градежни работи за кои согласно договорот имаме доставено времени ситуации до Акилик, пропратени со целокупна документација, градежни книги кои се и потврдени од страна на надзорниот инженер. Сепак до денеска немаме примено ниту една уплата. Заради тоа поднесени се соодветни тужби против главниот изведувач, но и покрај тоа што имаме и правосилни судски пресуди, не сме во можност да наплатиме ни едно од нашите побарувања, со оглед дека друштвото е подружница на странско правно лице и нема никаков имот во Македонија. Имаме информација дека договорот помеѓу инвеститорот и изведувачот е раскинат, а ние како подизведувач се наоѓаме во незавидна состојба во однос на наплата на работите кои на терен се изведени. Дрин Ахмети не се согласни на интервју со камера, туку ни ги испрати одговорите преку електронска пошта. Се движи на релација Скопје, Англија, САД, чие жителство и адреса има. Но фирмите, поврзани со него во Македонија, се натапет поради ненадејното преземање на Соравија центарот во јуни 2023, кога ја склучи сделката за откуп со австрискиот бизнисмен Хано Соравија и го привлече вниманието и на јавноста и на обвинителството. Но таа истрага се уште нема крај и резултати, а со отворениот стечај за Соравија Инвест се трупаат нови сомнежи. Мислеле дека ќе крадат компјутери со биткоини, а не дека ќе палат куќи. Вака сведочеше еден од обвинетите во завршницата на студењето за последниот подметнат пожар во Капиново од мај минатата година, кога полицијата уапси тројца осумничени. Беа обвинети Сашо Муневски и Даниел Димевски од Прилеп и Ѓуре Петровски од Ораше, познат како Ѓоре Американецот. Код го следи овој случај, а во текот на судењето, еден од обвинетите, Сашо Муневски, изјави дека сопственикот на рибникот Нежилово им ветил 25.000 евра за да ја запалат викендичката во село Капиново, но дека бил изигран и не земал ниту денар. Ова децизно го демантираше во код сопственикот на рибникот Трајко Димовски. Муневски призна вина за подметнување на пожарот и доби 7 години затвор. А судењето против Петровски и Димевски е во завршница. Срđan Стојанчов го следи. Зошто толку јавна тоа обвинител да ме мрази, Господ драго? Не, цел живот против мене, дека биде здраво. жити го за. Со овие зборови на обвинетиот Ѓоре Петровски, познат како Ѓоре Американецот, заврши судењето за палењето на викендица во село Капиново, Велешко. Тој вели дека нема никаква врска со овој случај. Другиот обвинет, Даниел Димевски, се брани дека мислел оти ќе одат да крадат, а не да палат. За опожарувањето вели дека е невин.
Обвинителството смета дека надвор од разумно сомневање докажало дека обвинетите го сториле делото кое им се става на товар, тешки дела против општата сигурност и побара да бидат осудени според законот, а при одмерувањето на казната да се земе предвид и тоа што биле и претходно осудувани. Ако бидат прогласени за виновни за тоа дело, обвинетите може да добијат меѓу 1 и 10 години затвор. Одбраната пак во завршните зборови побара ослободување на обвинетите затоа што смета дека обвинителството не успеало вон разумен сомнеж да докаже дека обвинетите се виновни за делата што им се ставаат на товар. По неколку запалени куќи и викендици во Велешки Азот во изминатите неколку години, за последниот подметнат пожар во Капиново од мај минатата година, полицијата уапси тројца осомничени. Беа обвинети Сашо Муневски и Даниел Димески од Прилеп и Ѓоре Петровски од Ореше, познат како Ѓоре Американецот. Муневски призна вина и доби 7 години затвор. Димески и Петровски се бранат дека не се одговорни за подметнувањето. Според обвинителниот акт, по претходен договор, Сашо Муневски викнал такси од Прилеп. По пат го зел и неговиот другар Даниел Димески, па заминале во Ореше, каде што им се придружил Ѓоре Петровски. Тој потоа им го покажувал патот каде треба да одат, им ја покажал викендичката. Сашо и Даниел излегле, а Ѓоре и таксистот продолжиле до ширинката после куќата каде што ги чекале. Сашо и Даниел ја прескокнале оградата. Сашо извадил туба бензин од ранецот што го носел, ја посипал влезната врата и ја запалил. Даниел бил со него. Откако ја запалиле, му се јавиле на таксистот да дојде да ги земе. Додека куќата горела, тие заминале кон Ореше да го остават Ѓоре Петровски дома, пошто си заминале за Прилеп. На почетокот на денешното рочиште, обвинетиот Даниел Димески го ангажираше адвокатот на Ѓоре Петровски Јанаки Митровски, пошто неговиот досегашен адвокат Ивица Ефремов го откажа полномошното и си замина од судењето. Па така, двајцата обвинети ги бранеше истиот адвокат. Во сведочењето, обвинетиот Димески рече дека бил изманипулиран зашто мислел дека одат да крадат. Наводно требало да украдат 2 компјутери со биткоини кои потоа требало да ги продадат. Рече дека веќе осудениот Муневски го подметнал пожарот, а тој се обидел да го изгаси при што се повредил. Му велел да не пали, но како што рече, Муневски бил упорен, како да добил наредба. Обвинителката го подсети дека на распитот во обвинителството рекол дека го советувал Муневски да ја запали викендичката со некакво крпче, а не директно, на што тој одговори дека може би го кажал тоа во афект затоа што скопската полиција многу го тепала. Димески негира дека Ѓоре Петровски им ја покажал викендичката и дека има некаква врска со пожарот. Тој рече дека кај неговата сопруга доаѓале блиски роднини на оштетените да му ветуваат дека ќе му платат адвокати и телефон, и оти и Сашо Муневски исто така, веројатно под влијание на собствениците на викендицата, го убедувал да го наместат Ѓоре Петровски. Оштетените претходно негираа дека имале контакт со обвинетите. Во сведочењето Димески исто така рече дека неговиот претходен адвокат Ивица Ефремов, место да го брани, го убедувал да го местат Ѓоре затоа што си имале некои нерасчистени односи од кога Ефремов бил јавен обвинител. Ефремов како обвинител го водеше предметот за убиството на Лазо Милошевски во село Ореше во 2005-та, во кое Ѓоре Петровски беше првообвинет како нарачател. По низа пресуди и враќање на повторно судење, по скоро цела деценија низ судовите, обвинетите за убиството, меѓу кои и Петровски, беа ослободени поради недостиг на докази. Во меѓувреме, велешки судии, обвинители и адвокати, меѓу кои и Ефремов, во случајот ликвидација во 2013-та беа осудени на затворски казни кои Врховниот суд им ги укина во 2019-та. Во истиот случај беше осуден и новинарот Томислав Кежаровски. Димески се товари за соучесништво во подпалувањето на викендичката, а Петровски за помагање. Нивниот адвокат вели дека обвинителството не им докажало вина. Димески мислел дека ќе крадат и никако не учествувал во подпалувањето за да може да биде соучесник, а единствен доказ дека Петровски им ја покажал викендичката која треба да ја запалат е исказот на осудениот Сашо Муневски. Единствениот епилог кој што е можено да од овој случај да обвинетите Ѓоре и Даниел добијат ослободителни пресуди затоа што целиот предмет се терети на еден инструиран и лажен сведок, а тоа е претходно осудениот кој добива 7 години, пушта жалба, истата ја повлекува дека е наводно задоволен, а не постои таков обвинет кој на таков распон на казна од 1 до 10 со 7 години би бил задоволен. Неколку пати во судница го фатив како лажен, но и неговиот исказ не наоѓа подкрепа во исказите на другите сведоци и како и другите изведени докази. Исто така не се исполнети правните претпоставки да за обвинетиот Ѓоре се примени институтот
помагање, а да за обвинетиот Даниел се примени институтот соизвршителство и не е дозволиво да селективно верува обвинителството во исказот на сведок Муневски кога тоа одговара за да се стави на товар на обвинетите, а да селективно не верува во услови кога тоа им оди во прилог. Дури да има контрадикторности во нивните искази, тоа е она што е задача на одбраната да предизвика разумен сомнеж и тоа е дефиниција за разумен сомнеж, бидејќи внимавајте дека одбраната не е во врска да докажува невиност, туку во разумен сомнеж овластениот тужител да докаже вина. Митровски вели дека во секој случај ова ќе биде долг процес затоа што ако обвинетите бидат осудени, тој ќе се жали, а ако бидат ослободени, веројатно обвинителството ќе се жали на апелација. Тој смета дека велешкото обвинителство е пристрасно против неговиот клиент Ѓоре Петровски, а Даниел Димевски е само колатерална штета. Од сите действија што му ги ставаат на товар, единственото има действие кое што му се става на товар е дека давал насоки каде да се вози, што е во колизија со исказите и на осудениот Сашо и на сведокот кој што го управувал возилото, кажува дека токму сведокот Сашо ги давал тие насоки. Да не се лажеме, значи има неславно минато тука обвинетиот Ѓоре Петровски и ноторниот случај Ореше и после тоа и затоа сметам дека со посебен драж ово обвинителство го гони. На едно од предходните рочишта, сега осудениот Сашо Муневски рече дека палењето на викендичката го нарачал сопственикот на рибникот Нежилово Трајко Димовски. Тој сведочеше дека Ѓоре Петровски го запознал со Трајко Димовски, кој им ветил 25.000 евра за да ја запалат викендичката на Игор Јорданов за да го исплашат и да го избркаат од селото, но на крај бил измамен и не добил ниту денар. Според него, тој и Петровски неколку пати се сретнале со Димовски, и во Прилеп, и во неговиот рибник во Нежилово, за да се договорат за опожарувањето. Трајко Димовски воопшто не е опфатен со обвинението. Обвинителката во завршните зборови рече дека нема да навлегува во другите споменати лица од страна на Муневски, затоа што тоа ќе биде предмет на понатамошна обработка од страна на обвинителството. Таа смета дека недвосмислено докажала дека Димевски знаел дека ќе ја запалат викендичката и оти Петровски е тој што ги одвел до местото. Код веќе ја истражуваше темата со неколкуте подметнати пожари во регионот. Дел од луѓето на кои им изгореле куќите го обвинуваа Петровски како директен извршител, а некои и тогаш посочуваа дека нарачките дошле од Димовски. Тој пак за код негираше каква било вмешаност во палењата. Луѓето на кои им е запалена викендичката ни ги знам, ни ги познавам. Негира и дека воопшто има комуникација со Ѓоре Петровски. Тајно следење, прислушкување, озвучување, правење на лажни фирми. Сите овие активности спаѓаат во посебните истражни мерки кои законски може да се користат за кривични истраги. Но таквите мерки се на работ на прекрушување на основните човекови права и треба да бидат строго контролирани за да не се случи злоупотреба. Понатаму никој не знае ниту колку пари чинат таквите посебни истражни мерки кои се применуваат веќе 14 години во Македонија. На темата посебни истражни мерки во код интервју со професорот на Факултетот за безбедност Кире Бабановски, интервјуто го има Миомир Серафиновиќ. Професоре Бабановски, посебните истражни мерки, веќе ги имаме подолго време, повеќе од деценија ги користиме, нели според новите закони, според новиот закон за кривична постапка. Може да ни кажете колку се тие успешни и како се прифатени во кривичните постапки, колку придонесува за поуспешна борба против криминалот и корупцијата, да кажеме, и за поефикасно водење на кривичните постапки? Ви благодарам на поканата за учеството во оваа емисија. Да, и најпрво да дадеме еден краток осврт или да го објасниме значењето на посебните истражни мерки. Тоа се едни специјални истражни техники или тајни мерки кои што се применуваат во текот на кривичната постапка и мора да знаеме дека се применуваат за конкретен тип на криминал, односно во оние случаи кога собирањето на сознанија, информации, докази е особено отежнато или практички невозможно некогаш во некои случаи, па затоа се бара спроведување на вакви тајни мерки со кои што всушност ќе се соберат докази за кривични дела за кои што е пропишана казна затвор најмалку 4 години, тоа се сериозни, тешки кривични дела во кривичниот законник на Република Северна Македонија,
и кои што се извршени од страна на организирана група, банда, криминално здружение и така натаму, но и за една друга група на кривични дела кои што таксативно се наведени во Законот за кривична постапка. Токму поради тоа, тоа ги разграничува од оние класични или традиционални мерки, методи кои најчесто ги нарекуваме оперативно-тактички мерки и истражни действија. Токму поради тоа се применуваат за овој потежок облик на криминал, како што организираниот криминал, ајде пред се. Знаеме дека се појавен проблем кој може да влие врз човековите права, односно правата на граѓаните, поединците, бидејќи станува збор за такви, така да ги наречеме, нестандардни методи, нестандардни постапки, на кој начин треба тоа да се контролира? Како се врши контролата и надзорот за да не се прекршат правата на граѓаните, бидејќи знаеме дека криминалците кои биле следени или биле под тие посебни истражни мерки, често се сеќаваат и со обични граѓани, каде што може да дојде до некоја друга размена податоци кои не се поврзани со кривична постапка, туку се поврзани со личен живот, лични ситуации или дури бизнис интереси на определени поединци. Како се прави таа контрола, односно надзор, и која е разликата? Токму така, убаво го поентиравте ова. Посебните истражни мерки се во најголема мера задираат или навлегуваат во човековите права, пред се правото на приватност, правото на неповредливост на домот и така натаму, кои што се всушност заштитени со националното законодавство, се уставна категорија и секако со меѓународното право, пред се Европската конвенција за човекови права. Токму заради тоа, нивното одобрување, целата постапка на одобрување е конкретно пропишана и мора целосно законски да се почитува онака како што таа е наведена во Законот за кривична постапка. Покрај таа постапка нормално има и соодветни механизми или процедури за контрола и надзор врз спроведувањето на овие посебни истражни мерки. Како се спроведува таа? На почеток, како одиме за контролата, мора да се каже дека постои два типа на контрола, и тоа екс анте и екс пост контрола. Екс анте контролата, што значи, се применува пред да се одобрат самите мерки или пред да започнат да се применуваат, со тоа што на почеток јавниот обвинител е оној првиот филтер кој што всушност го контролира или треба да го оцени, да го евалуира предлогот кој што стигнува од правосудната полиција. Вториот филтер понатаму е судијата на претходна постапка, односно судот, кој што уште еднаш прави евалуација или проценка на барањето кое стигнува од страна на јавниот обвинител. Нормално, тука станува збор за оние типови на посебни истражни мерки, каде што постапката, односно одобрувањето или наредбата за нивно издавање е од страна на судот. Инаку, во оние случаи каде што е од страна на јавниот обвинител, тогаш тука завршува таа контрола, да речеме, со јавниот обвинител. Ова е така наречената екс анте контрола, меѓутоа постои екс пост контрола или контрола која се спроведува за време и по спроведувањето на посебните истражни мерки. Што значи тоа? Во време на спроведување на самата посебна истражна мерка, правосудната полиција, односно како орган задолжен за спроведување на посебните истражни мерки, поднесува периодични, односно месечни извештаи до соодветно јавниот обвинител, односно судијата на претходна постапка, и на крајот еден сумарен главен извештај во кој што се нотираат сите наоди и резултати од самата посебна истражна мерка. Тоа е што се однесува до оваа контрола. Исто тука мора да укажеме и дека самите обвинители и судии на претходна постапка кои што ги издале овие посебни истражни мерки имаат право, значи законска можност, и самите да бидат вклучени директно во контролирањето кога се спроведува посебната истражна мерка. Тоа и веќе го прават јавните обвинители, судиите имаат таа можност со тоа што секако заедно со соодветни технички експерти можат да појдат во конкретните институции, органите каде се спроведуваат овие мерки, особено тоа важи за првата посебна истражна мерка, точката 1, популарно кажано, или следењето на електронски и други, следење снимање на електронски и други телефонски комуникации. Прислушувањето, така. Класично кажано прислушувањето, така што можат да земат со себе, значи технички експерти, кои тие доаѓаат од редот на регистарот на вештаци кој што се води во Министерството за правда и кои што можат да бидат всушност експерти од областа на електротехниката, телекомуникациите, информатичките науки и така натаму, и заедно да ја спроведат таа контрола
над спроведувањето на оваа мерка во овластените органи. Колку често тоа се прави кај нас? Како Бидејќи има законски овластувања, законски можности, меѓутоа знаеме дека ние како држава и како систем не сме баш добри во полето на примената. Така, како што реков, јавните обвинители, запознат сум дека веќе јавните обвинители прават директна контрола кога се спроведуваат оние посебни истражни мерки кои што се во нивна надлежност, за кои што тие издаваат соодветно одобрение, односно наредба. Меѓутоа не сум запознат за тоа дека и судиите ја вршат контролата, нели, заедно со овие технички експерти, иако имаат таа законска можност, се разбира. И уште да напомениме дека има и надзор, значи настрана од оваа контрола постои надзор кој што се врши од надворешни институции на целиот овој процес, почнувајќи од собранието или така наречениот парламентарен надзор, нели, но и низа на други институции, како што е Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, Агенцијата за заштита на лични податоци, Народниот правобранител и овој, нели, популарен така наречен Совет за граѓански надзор, Кој никако не профункционира. Точно, кој се формира согласно, нели, законот за следење на комуникациите. Беше промовиран извештајот на јавното обвинителство за примена на посебните истражни мерки. Нели, покрај тоа таксативно наведување колку и што се користени и во колку случаеви, има еден податок дека не добиваат податоци, информации од МВР колку чинат тие посебни истражни мерки. Со што би било опфатени, нели, во рамки на судската постапка за да се процени колку се ефикасни, колку пари чинат, а е, нели, законско заложение. Што мислите за тоа? Точно така, неодамна излезе, беше објавен извештајот на јавното обвинителство, тоа е законска обврска на јавното обвинителство да поднесе извештај до собранието за примената на посебните истражни мерки. Мораме тука да напомениме дека цело време ги користиме тие извештаи, ги користиме тие податоци и така натаму. И досега извештаите беа нецелосни. Иако во Законот за кривична постапка има еден посебен член каде што ги опишува и детално ги уредува елементите кои што овој извештај треба да ги содржи. За пофалба е тоа што најновиот извештај на јавното обвинителство сега веќе ги содржи сите овие елементи кои што законот всушност ги бара, но секако и тие се можеби во еден дел нецелосни. Еден од аспектите ова што го идентификувате, а тоа е дека финансиските импликации или финансиското чинење на мерките всушност не е објаснето или воопшто немаме податоци токму за тоа. Која е причината? Обвинителството вели дека нормално мерките ги спроведува и од технички карактери, и со човечки ресурси и така натаму правосудната полиција, најмногу, нели, Министерството за внатрешни работи, полицијата, но предпоставувам дека главната причина е зошто не се презентираат такви податоци е затоа што немаат можеби методологија како да се процени самото спроведување на секоја посебна истражна мерка. Затоа што знаете во спроведувањето на мерките се вклучени човечки ресурси од аспект на оперативци кои работат, нели, зависно од типот на мерката, луѓето кои што ги прават транскриптите, нели, слушањето и така натаму. Понатаму имате технички средства, уреди кои што се применуваат во конкретната истражна мерка. Тоа е цел систем или цел софтвер на прислушкување, нели, со еден куп на хардверски и софтверски елементи, но исто така и други технички уреди кои што се користат за снимање, да речеме, надвор од домот или надвор од затворените простори и така натаму. Предпоставам дека најголемата пречка за тоа е немањето на таква методологија. Затоа надлежните органи можеби треба да размислуваат, бидејќи јавноста е заинтересирана за вакво нешто, а од друга страна тоа е дадено и како една обврска во Законот за кривична постапка. Уште едно само кратко прашање, ваш краток коментар. Последниот извештај на Комисијата за надзор на следење на комуникации, Собраниската комисија, наведува дека во 2025 не е извршена ниту една контрола во ОТА, во Оперативно-техничката агенција, ниту пак во операторите, иако имаат соодветни законски можности тоа да го направат. Колку тоа значи за процесот на надворешен надзор? Добро сте го идентификувале тоа, досега не е направен таков суштински надзор над спроведувањето на мерките и одговорите треба да се бараат таму секако. Иако на располагање би требало да им стојат, нели, технички експерти, затоа што досега најголемата пречка или најголемата причина зашто не е извршен таков надзор беше тоа дека пратениците не знаат доволно за техничкиот процес над спроведувањето на мерките, и тоа е во ред затоа што
нормално не може и не мора да знаат нели како се одвива целосно тој Таква процес. сложена работа. Да, тоа е еден сложен комплексен систем и софтвер и хардвер и така натаму, но затоа имаат можноста да ангажираат технички експерти кои што треба нели самите да ги изберат, да ги ангажираат постојано кога Меѓутоа и сакаат тоа да го нема, спроведат. пошто никој не се појавува. Точно така, може би треба да се бараат и некои други, не знам, да се разгледа кои се другите можни варијанти, иако од друга страна еве го спомнавме тоа дека во законот за следење на комуникации на судиите им стојат на располагање нели вештаците, експертите од регистарот на вештаци. Може би тоа е еден од можните начини како решение, нели? Затоа што да, знаеме дека на неколкуте огласи кои беа објавени за избор на вакви технички советници, технички експерти, немаше интерес едноставно. Да резимираме, не е добро што нема. Точно така. Ви благодарам за разговорот. Благодарам поканата. Македонија е позната по неколку афери на прислушкување, а последната најголема беше во 2015 година, да не се повтори. Ви благодариме што и вечерва бевте со КОТ. Имајте пријатна вечер, а ние се гледаме идната недела во исто време на исто место.